Програмата за развој на Обединетите нации UNDP во партнерство со Агенцијата за вработување и ресорните министерства од 2016 година ја реализира програмата за самовработување на лица со попреченост. Со нас денеска се колегите од UNDP Ардијан Скикули, координатор на активноста, и Марија Трифуновска, одговорна за програми за лица со попреченост при UNDP. Ќе кажем и добро утро за колешката Марија Башевска-Стојановска, новинар толкувач на знаковен јазик. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро да најдовте. Ардијан, за каква програма и мерка за вработување станува збор и кој се може да аплицира? Така. Значи, програмата за самовработување за лица со попреченост е дел од големата програма за самовработување, која што е наменета за лица кои што се невработени, евидентирани невработени лица, кои што сакаат да основаат собствен бизнис. Големата програма за самовработување веќе уште од 2009 година, ако не се лажам, постои и се имплементира, додека програмата за самовработување за лица со попреченост од 2016 година почнавме да ја реализираме и таа е наменета исклучиво за лица со попреченост кои што сакаат да основаат собствен бизнис. Што нуди практично оваа програма? Па, програмата има една огромна палета на поддршки кои што се даваат низ процесот на имплементација, но како основно е лицата кои што се заинтересирани да аплицираат во оваа мерка, во оваа програма, потребно е да исполнат еден основен услов почетен, а тоа е да бидат евидентирани невработени лица, активни баратели на работа. Тоа се тие лица кои што активно бараат работа, односно се пријавуваат секој месец во Центарот за вработување, односно низ 30 центри за вработување што ги имаме низ државата, за да може да го остварат правото да учествуваат во мерката. Практично, од кога тоа ќе се исполни, се пополнува пријава, апликационен формулар и се пополнуваат некои прашања, се одговара на некои прашања кои што се поврзани со бизнисот, односно да се видат на некој начин преценењата околу предприемништвото на тие лица. Откако тоа ги заврши, следи дводневна обука за предприемништво и бизнис планирање. Тоа е обука која што се води од страна на искусни експерти од областа на предприемништвото, може да биде онлайн, може да биде со физичко присуство. И на таа обука се добиваат основни, но и напредни информации околу целиот процес на водење бизнес. Понатаму, кога ќе заврши тој чекор, следува чекорот на изработка на бизнес планови. Сега, практично тука таа идеја која што ја имаат првично апликантите, се претвара во бизнес план, а тоа се прави со поддршка на консултанти, советници од нашата партнер институција, Агенција за поддршка на предприемништво, кои што се соработници во имплементација на цела оваа програма. Со самата изработка на бизнес план, практично тој бизнес план понатаму се оценува од една експертска комисија и на крај се гледа дали тој бизнес план е реален бизнес план и дали има капацитет да лицето го исполни тој бизнес план, на крај регистрира собствен бизнес и да може да се продолжи и да расте како бизнес во наредните години. Сега поддршката не останува тука само. Откако ќе се регистрира бизнесот, за кој што има уште еден предуслов сега во оваа фаза, а тоа е дека сите апликанти лица со попреченост треба да добијат еден документ од заповин, кој што се вика наод и мислење за определување на работни задачи кои што може да ги извршува лицето. Сега, врз основа на диагнозата што има, се во заповин има комисија, посебна комисија, кој што го разгледува случајот и они одлучува дека кои работни задачи по однос на таа идеја што сака да имплементира, односно
за таа бизнис активност која сака да ја води апликантот, даваат мислење и вика дека од тоа лице може да ги извршува тие работи, одредени работи. Од кога тоа ќе се заврши, се регистрира фирма преку Централен регистар и понатаму се подпишува договор за грант, а грантот е во висина од 6.000 евра или 369.000 денари. Тоа се неповратни средства за наменети за набавка на опрема, материјали и репроматеријали, кои што ќе им помогнат на стартап фирмите да можат да стартуваат што е можно полесно во тие води на бизнисот. Така. Дополнително на сето ова, сите овие лица добиваат и менторска подршка од ментори експерти кои што ги водат истекот на 12 месеци од кога ќе го основат бизнисот. Практично таа најтешка, да речеме, прва година, во таа прва година они има дополнителна подршка од ментори кои што им се наоѓаат тука за секои било какви прашања, дилеми, како да постапат во одредени делови, така натаму, со бизнис совети, за да може таа прва година да се помине што е можно полесно, за да потоа можат сами самостојно да си го развиваат бизнисот. Така. Важна е дополнителната поддршка, затоа ја истакнувам уште еднаш. Каде може да се добијат и повеќе информации, каде може да се пријават сите заинтересирани лица? Така. Па информациите околу оваа програма може да се добијат во центрите за вработување. Односно имаме 30 центри низ државата. Значи било кое заинтересирано лице може да се појде во локалниот центар за вработување и таму ќе побара информација и ќе добијат информација околу програмата. Исто така може да се обратат и до кај нас, значи до кај мене лично, и јас во детали можам да им објаснам која е програмата, кои се чекорите, кои се условите, за да они имаат што повеќе информации да знаат да решат дали ќе учествуваат или нема да учествуваат во програмата. Така. Веќе 8 години, рековме 2016 година, оваа програма активно се реализира. Можеме ли да споделиме некои клучни резултати? Па да, вака. Од 2016 година, заклучно со 2023 година, имаме основано некаде околу 310 фирми од лица со попреченост. Значи, тоа се 310 стартапи со некаква успешност од 80 до 90%. Што значи тоа? Значи дека сите тие фирми од 2016 па до сега во висина од 90% се уште функционираат. Дополнително на тоа, пошто сите овие апликанти на самовработување кои што добиваат грант за самовработување, имаат можност да добијат и дополнителен грант за дополнително вработување. Практично им даваме можност на нив да вработат до максимум 2 лица и врз основа на возраста на лицата кои што ќе ги вработат, добиваат и дополнителен грант. Тој грант може да биде 153.000, односно 2.500 евра, или 96.000, односно 1.500 евра, во зависност од возраста на вработеното лице. И поради тоа што доста од тие апликанти имаат искористено и оваа можност да вработат дополнително лице, значи до сега вкупно имаме околу 360 до 370 вработувања. Значи, од 310 фирми до 360 вработувања. Значи, некои од фирмите го имаат искористено оваа дополнителна можност за дополнително вработување. Така. Марија работи како специјалист за вклучување на попреченоста во програмите на UNDP, имплементација на Обединетите нации, на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост. Знаеме дека UNDP повеќе години ја дава поддршката за овозможување средина во која лицата со попреченост се вклучени на еднаква основа со сите останати граѓани. Затоа, Марија, прашањето ми е, можеме ли да споделиме со гледачите дел од активностите кои што се поврзани со правото на работа и самовработување? Така, благодарам. Во неколку прилики сме имале можност да зборуваме за самата конвенција која што ги штити правата на лицата со попреченост.
ратификацијата од страна на нашата држава, односно подпишувањето ратификацијата и превземањето на врските нели со тек на годините за да се оваа конвенција имплементира, односно националните политики да ја вклучат попреченоста. Една од активностите која што е врзана со правото на работа и вработување, согласно оваа конвенција во насока на обезбедување средина во која што лицата со попреченост ке живеат достоинствено, независно на еднаква основа со сите граѓани е нели и програмата самовработување. Ардијан многу убаво ја презентираше од аспект на тоа да гледачите добијат впечаток, односно да ја добијат сликата дека станува збор за еден оперативен план на активни мерки за вработување кој што е општ за сите граѓани на оваа држава, оперативен план кој што има за цел да ја зголеми вработливоста, да ја намали сиромаштијата, значи и да ја даде поддршката на сите невработени да излезат на пазарот на трудот. Нашата држава, како подписничка на оваа конвенција, односно превземајќи ја врската согласно членот 27 од оваа конвенција, кој што ни ги дава препораките и насоките како да пристапиме кон создавање услови за остварување на правото на работа и вработување, односно да ја меинстримираме, односно да ја вклучиме попреченоста на секаде. Во рамки на оваа програма, ја спомнавме една општа програма за самовработување, во рамки на која што посебно е даден фокус на поддршка која што треба да се обезбеди со цел нели граѓаните со попреченост да станат предприемачи, да основаат сопствен бизнис и да нели креираат и отворат работни места и за сите останати, не само за лицата со попреченост. Кога зборуваме за правото за вработување на работа и право на вработување, една е поддршката и обврската која што ја исполнуваме со цел да создадеме услови лицата со попреченост да основаат сопствени бизниси, но кога зборуваме за правото на вработување и правото на работа, зборуваме и креираме и мерки на поддршка и политики кои што ќе им овозможат на овие лица да влезат, односно да ја добијат поддршката за да бидат рамноправни на активни учесници на пазарот на труд. Конвенцијата ја дава информацијата и насоката со цел да ни помогне да креираме средина во која што лицата ќе се вклучуваат на отворениот пазар на труд. Низ историјата во минатото, нели во зависност од економско-политичката организација на државата и организираниот пристап на третман и рехабилитација на лицата со попреченост, фокусот и поддршката била да овие граѓани го најдат своето работно место во заштитениот пазар на труд. Но со носењето на конвенцијата и прифаќање и ратификување од страна на земјите се обврзува да создадат услови за овие лица да излезат на отворениот пазар на труд, односно да се направи овој пазар на труд пристапен и за граѓаните со попреченост. За сето тоа да се случи, секако дека граѓаните со попреченост, кога се деца, кога се млади, треба да влезат, да им се создадат услови да влезат во образовниот процес, зборуваме на еднаква основа со сите граѓани. Значи да се обезбедува пристап до образование, пристап до тренинг и обука за одредени работни занимања со цел да им се овозможи на лицата со попреченост да изберат својата професија и согласно нели изборот на професијата да ја добијат поддршката за кариерен развој, да имаат можност да напредуваат професионално, но и финансиски во рамки на својот работен век, така да една од мерките насочена кон отворениот пазар на труд на еднаква основа со сите останати е мерката само за вработување. Канцеларијата на Обединети нации за поддршка на развој на Обединети нации заедно со партнерите, односно пред со владата на Република Северна Македонија, основен за социјалната заштита доскоро нели и за пазарот на труд и вработувањето беше Министерството за труд и социјална политика, кое што сега нели е Министерство за социјална заштита, демографија и млади, ја дава поддршката за креирање на услови за граѓаните со попреченост да излезат на пазарот на труд преку најразлични мерки и форми на создавање на услуги кои што
ќе бидат наменети за овие граѓани и ќе ги поддржат за нивно рамноправно вклучување во општественото живење. Заедно со партнерите ја отворивме програмата и поддршката да се создаде, да се направи анализа и да се создаде еден модел на работно ориентирана рехабилитација, кој што ќе им овозможи и на долгорочно невработените лица со попреченост, кои што биле подолго време надвор од образовниот систем, надвор од пазарот на труд, да имаат можноста да добијат соодветна поддршка, да се обучат, значи да им се обезбеди тренинг при избор на одредено занимање, да им се обезбеди дополнителна поддршка да го најдат своето работно место кај одредени работодавачи, пред се не само јавниот сектор, туку и приватниот сектор, од аспект на тоа да се задоволат интересите нели и на оние граѓани кои што имаат потреба од работа и вработување, но од друга страна и на работодавачите кои што имаат потреба од работници. Така, ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро, секако ги следиме активностите, ги следиме проектите, се што треба да се информира ново, ќе ве поканиме повторно во студиото. Ви благодариме и вас многу. Сепак овие гостувања да допринесуваат со цел да се пренесе информацијата по однос на нели и правата на лицата со попреченост и на сите останати граѓани, и вие како еден од медиумите имате огромна улога во пренесување на информациите во однос на кои се можностите и што во моментот е активно и отворено и за оваа група на граѓани кога станува збор за пазарот на труд. Ви благодарам многу. Благодарам уште еднаш за гостувањето, а во точно 8 часот време и за првото издание на утринските вести.